Унгарската и македонската влада се на иста линија кога станува збор за Украина, а тоа е дека Европа, која е најпогодена од тригодишната руска агресија, треба да притиска за одржливо мировно решение и дека токму Европа треба да има позначајна улога во процесот на конечно запирање на војната. Оваа порака произлезе од настапите на Виктор Орбан и на Христијан Мицкоски по денешната меѓувладина седница меѓу двете земји што се одржа во Будимпешта. Состанокот, како што рекоа двајцата премиери, доаѓа во многу чувствителен период во кој трансатлантските односи се наоѓаат на крстопат. 3 години живееме во сенката на војна и нашите најдобри надежи за завршување на војната токму сега се појавија. Му кажав на премиерот дека ги поздравуваме преговорите меѓу САД и Русија и ние, унгарците, сме многу заинтересирани за нивен успешен исход. Кажав дека ние се расправаме со оние земји членки на ЕУ, исто така наши пријатели и сојузници, кои решија дека Украина мора да продолжи со војната. Наше мислење е дека продолжување на војната е лошо, опасно и дека е грешка. Го поздрави фактот дека и во Обединетите нации се разговарало за мировни опции, при што Северна Македонија и Унгарија зазедоа иста позиција. Го поддржавме предлогот на американците и тоа беше прифатено од Советот за безбедност. Заедно да потикнеме и поддржиме Европа да завземе, би сакал да потенцирам, поинтензивна улога во процес на постигнување траен и одржлив мир во Украина преку партнерство и сојузништво со Соединетите Американски држави. Нешто што е и во полза на украинските пријатели, но и во полза на самата Европа. Орбан, кој не е омилен во европските кругови, меѓу другото и поради неговото кокетирање со Москва и по почетокот на руската агресија, денеска беше доста критичен кон Унијата и низиниот однос кон Северна Македонија, повторувајќи унгарската поддршка во евроинтеграциите. Срамно е што овој процес толку бавно оди напред, а за тоа не е одговорна Северна Македонија, туку ние, членките на Европската Унија. Го поддржуваме вашето зачленуваме зашто ЕУ мора да ја подобри својата конкурентност во светот, а единствен начин тоа да се направи е да продолжи процесот на проширување. Најголем морален долг на ЕУ е кон Северна Македонија. Досега секое проширување донесе добро на Унијата. Нашата стратешка цел како држава да бидеме дел од европското семејство, нешто што го заслушивме многу одамна, била е и ќе остане наша стратешка цел. Тука не треба да има никој дилема. Но исто така мораме да потенцираме дека тоа што македонските граѓани го дадоа за реализирање на оваа стратешка цел, која што за жал не е поместена од состојбата која што беше пред 20 години, е навистина безценето. Односно, цената е толку голема што не може да се утврди. Бидејќи пред се зборуваме за билатерализација на процесот на преговори, а не на европеизација на процесот на преговори. Се надевам дека конечно овој процес и за нас ќе биде откочен со голема поддршка од наша пријателска Унгарија. Прашање е дали унгарската поддршка нешто ќе значи, имајќи го предвид договореното превземено во 2022, според која е обврска за земјава со уставни измени за внесување на бугарите. Се зборувало и за економската соработка и како таа да се зајакне. Северна Македонија веќе се задолжи кон Унгарија со половина милијарда евра. Премиерот Орбан гледа поголеми можности меѓу неговата земја, Северна Македонија и Србија, кои, како што рече, географски припаѓаат на една економска зона. Зборувајќи за регионот, Орбан даде своја оценка за состојбите во Србија. Паѓа во очи дека откако во Соединетите Американски држави победија патриотите, тука во Централна Европа се зајакнети стремежите за дестабилизација и дека Србија е нивна жртва. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.